Во рамките на одбележувањето на патрониот празник на Факултетот за земјоделски науки и храна Скопје и манифестацијата Денови на кариера, утрово посакувам добре дојде на професор доктор Владо Вуковиќ, редовен професор на овој факултет, при УКИМ секако. Професоре, добро утро и добре ни дојдовте. Благодарам што утрово сте дел од Македонија на утро и тоа баш кога почнуваат Деновите на кариера на факултетот. Добро утро, благодарам на гостопримството. Поводот се секако Деновите на кариера, но и промоцијата на македонското свињарство и производите на домашно свинско месо, но ќе опфатиме и некои пошироки теми кои што се секако од интерес на факултетот. Да не должам многу во најавата, Денови на кариера веќе препознатлив настан за факултетот од каде што доаѓате. Каква е неговата улога денес, особено од аспект на поврзување на студентите со праксата? Благодарам за можноста да го промовираме на овој свечен ден нашиот факултет. Ние денеска практично славиме 78 години постоење, што е значајна бројка. Да. Вашето прашање е за денешнината, меѓутоа зад бројката има и минато. Така да, всушност, денешниот настан во минатото имаше име Факултет стопанство, се нарекуваше во минатото. Сега тој го има името тоа што веќе го кажавте, Денови на кариера, со една единствена символика да на некој начин овозможи промовирање на нашите студенти, кои што треба да се новата движечка сила на нашето стопанство. И практично Деновите на кариера како една манифестација која што не е само еден ден, не е само денеска, значи неколку дена се во прашање, сигурно ја погледнавте програмата, овозможува директен контакт меѓу работодавците, односно стопанството и нашите студенти во контекст на една нова вредност која што, како што и најавивте, би ја споила теоријата која што ние ја носиме на факултетот и праксата која што би требала понатаму идните инженери и агрономи да ја практицираат во нивното секојдневие. Така. Важноста е исклучително голема и ние како факултет се обидуваме постојано да внесуваме иновации на оваа тема и навистина им му честитам на тимот на нашите драги колеги кои што стоја за манифестацијата веќе неколку години со голем успех таа се одвива, има доста голема популарност и во стопанството, така да очекувам да биде до крај успешно, особено денеска кога е на некој начин круната на самиот настан, свечената наставно-научна седница на која што имаме поканети голем број на гости од сите стратуми на нашето општество. Така. Организатор сте на настан посветен на македонското свињарство, зошто токму оваа гранка ја избравте како фокус на промоцијата? Искрено, ако ја погледнете официјалната програма, посебен акцент е дадено на пчеларството, со разбирлива причина, бидејќи неодамна нашиот драг професор Узунов Александар стана придружен член на Академијата за наука на нашата земја. И во име на тоа има еден посебен дел каде што практично ќе се зборува за пчеларството. Меѓутоа, ајде да кажеме, речиси рамноправно и свињарството зема удел во денешното дружење со стопанството и нашите гости и во тој условно речено неформален дел каде што гастрономските исто така особини на користењето на месото ќе може да се практицира, значи нашето домашно месо е тоа што ќе биде послужено во една организација во која што единствена цел е еден заеднички именител кој што ја би го нарекол купувајте домашно македонско свинско месо произведено кај нас. Така. Често се зборува за јазот меѓу теоријата и праксата. Од ваше искуство колку е применлива теоријата што студентите ја учат на факултетот? Многу критичен е, да кажам, мојот став кон однос на ова прашање. Тука може би една сосема куса, иако имаме кратко време, сосема куса историја, значи ние кога решивме да се придружуваме со Европска унија, што не беше така неодамна, тргнавме да имитираме, односно да правиме работи кои што
таа Европска унија ги налагаше. Една од работите беше и Болонската декларација, која што направи еден значен рез во однос на концептот на образованието во високото образование. И за жал тогаш сите наши предмети, особено предметите кои што ги носат стручниот капацитет, што го носат стручниот капацитет на идните инженери и агрономи, се сведе на еден семестар, што драстична разлика направи во однос на можноста да праксата биде толку добро вградена во наставната програма, за да не се одрази на квалитетот на идните инженери и агрономи. Со текот на годините тоа ние го видовме и сега, особено во последните години, факултетот прави се за да ја подобри состојбата во однос на практичната настава, иако искрен да бидам, тој еден семестар за стручните предмети како што е мојот, например, свињарство или било кои други предмети кои даваат белег на идните инженери кои што ќе бидат вградени во стопанството, имаат премалку време. Секако дека се ќе направиме да ова нешто се смени и денешната манифестација всушност има и таква една нота. Така. Професоре, колку селекцијата и современите научни пристапи влијаат врз квалитетот и конкурентноста на домашното свинско месо? Јас со гордост можам да кажам и повеќе тоа сум го кажал во јавноста, дека ние задоволуваме 100% од потребите на свежото свинско месо. Тоа е еден резултат кој што не се постигнува без задоволување во позитивен смисол на одговорот на вашето прашање. Значи, сите модерни технолошки сознанија во однос на селекцијата, облагородувањето на домашните животни, репродукцијата, исхраната и така натаму, се вградени во нашиот сектор. Нашиот сектор исклучително квалитетно се движи напред и резултатите кои што секторот ги постигнува во последните години согледани преку научни, да кажеме, аргументи, меѓутоа согледани и преку статистики кои што укажуваат дека крајниот резултат е успешен, а тоа е во 2021 околу 15.500 тони свежо месо произведено во нашите фарми. Со еден зборуваме за еден потентен сектор. Всушност тоа беше и мотивацијата за денешната промоција, бидејќи сакаме да истакнеме сектор, односно баш номинално да зборуваме или прецизно подсектор во рамките на секторот сточарство, кој што произведува анимални производи, во случај свинско месо, кој што е 56% од вкупно произведеното месо во минатата година. Значи зборуваме за практично реално спроведување на теоријата во праксата. Тоа би можело да биде многу, како да кажам, една куса дефиниција како функционира македонското свињарство. Со какви предизвици денес се соочуваат свињарските фарми во Македонија и како може науката да помогне во нивно надминување? Клучните два предизвика во моментот се африканската свинска чума, за која што јавноста повеќе пати слушна и со неа, за жал, ќе живееме во наредните 20 години. И тоа е некаков демаклов мач или меч врз нас како сектор, односно како стопанска дејност. Искрено се надевам дека ќе одолееме со покачување на биосигурноста и така натаму. Од друга страна, стабилноста на пазарите е тоа што всушност треба да се обезбеди. Немаме доволно време да објаснуваме, меѓутоа пазарот на месото кај нас или секаде во светот се дели на два сегменти. Пазар на свежо месо, кој што го задоволуваме, кај што веќе реков 100% со наше месо, и пазар на месни преработки кој што е потполно наслонето или зависно од увозот на смрзнато свинско месо од странство. Кое што за жал одлива голем обем, некаде околу 30 милиони евра на годишно ниво, за таа намена. Некаква филозофија која што би требало ние да ја имаме од аспект на вистинскиот патриотизам е, ако не можеме да извеземе, а што се надевам дека нашиот сектор набрзо и тоа ќе може да го прави, иако звучи можеби преамбициозно, е да
редуцираме од увозот, значи со редуцирање од 20 до 30% од увозот планирано некаде до 2030 година, ние би заштедиле многу големи средства. Практично во одговорот дадов омаж и за заканите, меѓутоа и за перспективите. Бизнисот сега во однос на свињарството, бизнис употребив збор за кој што не е одлика на земјоделството, меѓутоа еве да кажеме народски да се изразам, профитабилноста на она што се прави во свињарството е секако релативно, се уште релативно добра, иако конкурентноста е таа која што доаѓа. Нашето свињарство се одликува во моментот со 34 одбиени по мајка годишно. Европскиот просек во моментот е некаде околу 32 одбиени прасиња по мајка годишно. Значи, од аспект на домашната задача да се направиме како што треба за да бидеме конкурентни, ние сме го направиле. Останува само ветрометината во однос на светските пазари и нестабилноста на пазарот заради појава ненадена на африканска свинска чума, која што креира доста шпекулативни суровини, односно количини кои што се пласираат со пониски цени и вршат пореметување на пазарот, или пак за жал може да дојде до пореметување на пазарот заради прекумерниот увоз на смрзнато месо кое што ќе се пласира во малопродажната како расечено и ќе прави директен притисок и конкуренција на македонското свежо месо. А каква е улогата на факултетите и професорите во развојот на националното сточарство надвор од класичната настава? Верувајте дека на нашиот факултет, особено на мојот институт, сите професори се свртени кон праксата, така би рекол. Значи, не сме класични професори кои што се во своите канцеларии немаат допир со реалноста. Тоа се прави секојдневно и тоа е дел од практично дописот и пописот на нашето работно место. По дефиниција ние би требале 33% да сме во настава, 33% наука и преостанатите проценти да сме апликативни. Мислам дека со успех тоа мојот институт го прави. Тоа е препознаено од колегите на терен и имаме една многу добра синергија која што е есенцијална за реално спроведување на последните сознанија во пракса. А, например, во свињарството, само ќе ви сосема кратко, ќе земам уште малку време од драгоценото сабајлично време ваше. Во свињарството сега сме изложени на повеќе закани, односно не би рекол закани, едни нови ситуации, односно не се ни толку нови. Значи имаме еколошки аспекти на секторот, загадување и CO2 емисија. Имаме појава на болести кои што може да бидат девастирачки. Имаме проблем, значи не зборувам само во Македонија, генерално за секторот зборувам. Имаме проблем со работната сила. Тука е всушност и ова денеска ние што го правиме на факултетот, особено со воведувањето на дигиталната аспектите на дигиталното знаење во земјоделството, бидејќи знаете како клишето кај нас е дека земјоделство е нешто назадно, не толку профитабилно, па дури за жал нашиот народ зборува за него како и нешто срамотно. Апсолутно треба да се смени свеста во тој дел. Се враќам назад на објаснувањето околу свињарството. Таа работна сила која што доаѓа сега ја нема, а таа што ја има треба да е високо образувана. Затоа што не може да движи технолошки процеси кои што се од пред еден век. Зборуваме за ново време, зборуваме за вештачка интелигенција, зборуваме за сите, за молекуларна биологија, за геномика. Значи сите тие новитети практично работната сила треба да ги вгради. При тоа не може да забораваме на квалитетот на производот. Значи свинското месо не е само бројка, не е само килограм. Таа треба да биде послужена, се надевам денеска нашите гости ќе уживаат во македонското месо во целиот обем, значи во однос на вкусот и квалитетот, кој што ние мислиме дека од Господ даден, не е така. Значи сите тие работи треба да се во фокусот на свињарството. Науката треба да биде што е можно поприменлива, што е можно подостапна и консумативна од аспект на крајните корисници. Така.
Професор, имаме само уште неколку 30 на секунди до вести, да ги поканиме останува за крај само нашите гледачи и идните студенти кои што сакаат да бидат дел од деновите на кариера. Да, со голема радост ги поканувам сите гости да бидат денеска на Факултетот за земјоделски науки и храна. Свечената седница, повелете и вие, нормално сите. Свечената седница е од 11 часот. Таа свечената седница има своја содржина, ќе трае до 12:30, а потоа следува едно дружење, како што реков, со високо квалитетно македонско домашно свинско месо. Благодарам многу за гостувањето во И јас благодарам на поканата. Во 8 часот време и за првите утрински вести.